По втор пат во Прилеп, од страна на Сдруженијето на жени Преродба како дел од карневалското празнување за Прочка, пред граѓаните беше презентиран народниот обичај амкање, кој кај православните христијани се практикува за овој ден. Обичајот се состои од тоа што едно варено јајце, но со се лушпа, се врзува за конец и сукало и потоа секој од присутните се обидува да го лапне јајцето, што пак според обичаите, оној кој што ќе успее во тоа, ќе го следи среќа преку целата година. Обичајот се практикува на последната вечера утре во недела, пред да во понеделникот започнат великденските пости. Тоа се прави една семејна вечера со мазник, сирење, јајца, пошто таа недела е сирна, и после радост за децата, амкање на јајцето. Еве сега ние со нашето здружение сакавме да го презентираме овде, за да не се заборави, пошто младиве верувам дека ретко прават. И на таа семејна вечера идат младите кај постарите и се проштуваат. Нормално и старите се проштуваме. И ние правиме грешки, свесни или несвесни, тоа е нормално. Значението на амкањето на јајцето значи вечерата е последна мрсна и се затнува устата со бело јајце. А после пак за Великден се отвора устата со црвено јајце, кога почнуваат да се мрси. Прочка е поврзана со проштевањето едни помеѓу други, за да смирени и со душевен мир го започнеме големиот великденски пост. Се верува дека ако се сгрешило во тек на годината нешто, па да си побереш прочка од родителите или од постарите, па тие ќе ти реча простеновие и од нас и Господ нека ви прости. И така, мислиме дека тоа нешто важи и може така да е, ама мора ние да го практикуваме. А ние, еве, од Сдружение Преродба, секогаш сме активни за Прочка. Не само амкање јајце, не само трпезите што ги правиме, туку одиме и на карневало. Еве, не само во нашиот град, туку одиме и во другиве градови во Македонија што се, например, кај што ќе не покана, таму одиме. Имаме неколку години, еве, со неколку точки, годинавачи учествуваме со точката, го пратиле Дедов планина. Утре е главниот ден на карневалот Прочка во Прилеп, кога ќе се одржи дефилето во центарот на градот.